Украина и проруските сепаратистички бунтовници спроведоа најголема размена на затвореници од почетокот на конфликтот во 2014 година. Украинската влада соопшти дека предала 238 затворени сепаратисти и оти за возврат биле ослободени 74 украински затвореници. Меѓу затворениците предадени на Украина биле и така наречените киборг војници. Ова е прекарот што украинците им го дадоа на војниците кои го бране аеродромот во Донецк во една од најинтензивните битки на конфликтот во 2014 година. Еден од нив, Александар Хором, изјави: Мы полтора года просидели в камере, метра на полтора вдвоем. Без ничего, даже передачи, ничего такого. Потом уже по чуть-чуть начали пропускать. Ну и как к собакам относились. Ослободените украински затвореници од градот Бахмут во Донецк со хеликоптер беа префрлени на меѓународниот аеродром во Киев, каде што беа пречекани од украинскиот председател Петро Порошенко. Ми будемо докладати максимум зусиль, максимум, для того, щоб швидше витягнути наших близьких, наших рідних. І це буде надзвичайно важливо. Еден од ослободените, Олексеј, кој 2 години и 2 месеца беше во затвор, на аеродромот во Киев изјави дека се уште не може да поверува во она што му се случува. Не віриться, що віриться і що не віриться, що вдома. Зранку ще були там, а вже вдома. А що сказати, хочу подякувати всім рідним, всім, хто приймав участь в нашому звільненні. Хочу сказати, що там ще залишились наші хлопці, і їх треба теж витягувати. Се очекува во идната година да бидат разменети повеќе затвореници. Според Украинската безбедносна служба, во рацете на бунтовниците имало уште 100 украински затвореници. При сегашната размена посредуваше поглаварот на Руската православна црква, патриархот Кирил. До сега немаше реакција на властите во Москва, кои Украина и незините западни сојузници ја обвинуваат за поддршка на проруските сепаратисти, обвинение што Москва го негира.